Добро вече во нова епизода на Политиканти, ми се чини четврта поред. Јас сум Боријан Јовановски, како и секоја со мене. Јас сум Саша Рановски, добро вечер. Боријан, денеска се видовме веќе на едно место, Да. во текот на денот. Бевме на приема што го правеше? Радмила Шекеринска по повод изборот на функцијата заменик на генерален секретар на НАТО, што, ака гледам и читам и по социјални мрежи, стварно е настан кој ја прави Македонија горда, колку и да го иронизира оној слоган на изборите на ВМРО Македонија повторно горда, некако така, некоја иронија е ова, некој Што би рекол Мичо, најголема функција после Александар Македонски. Тоа е да, отприлика, тоа е. Да. Добро, пристојно беше госпожа Шекеринска одржена стварно многу убав говор за важноста на заедништвото и за поддршката што има добиена од сите, со нагласок и на прошлата и на оваа влада. Иако морам да на тоа значи беше и председателката на републиката госпожа Гордана Силјановска-Давкова. Премиерот, не беше, но Премиерот е во Белград со цела делегација. Министрот за внатрешни беше, не знам зашто Така не е, беше вице-премиерот, например. Полно Мислам луѓе дека беа, да, беше да. Полно луѓе беа и така, да, баш беше онака пристојно и сето тоа, иако малку без везе го одигра владава, бидејќи со едно задоцнување излегува со честитки и така натаму, што отвори простор, се разбира, рече си 2 дена на прозивки, со право прозивки, зашто не честитате така. Иначе, ние знаеме дека владава, види, во тој процес во суштина не решава македонската влада, но би било проблем доколку не те поддржи. Да. Значи, тоа се пак еден процес во кој што и владата на земјата од каде што доаѓа кандидатот, ако има негативен став. Ќе беше секако незгодно за владата да излезе со не знам, со коментари критични во НАТО на сметка на Радмила Шекеринска, така што, мислам, требаше човек да биде од ова југоисточно крило на НАТО, со што и НАТО на известен начин става плаќа една порака за важноста на овој регион, особено во овие геополитички околности, такви какви што се, малку језиви, ако може да го искористам тој збор. И друго, тоа е едно околу геополитиката, но мислам дека тука има и една значајна порака за нас. Мислам дека ова е едно признание за Македонија за работите кои се направени како што беше Преспанскиот договор во функција сепак на една консолидација на регионот, безбедносна, геополитичка и како сакаш поинаку да речија. Тоа е едно, и второ да беше поздрав за една храбра политичка одлука какви што се очекуваат особено од државите на Балканот, каде што ретко кога се случува да се носат политички одлуки за кои сте свесни дека практично носат лош политички рейтинг и голем ризик да ги загубите изборите, но затоа имаат далекусежни позитивни консеквенции во однос на националниот интерес, како што е нашиот случај кога стануваме земја членка на НАТО, и фала Богу што сме во овие доста компликувани безбедности и околности. Ги следам реакциите последните 2 дена, како и сите сега. Ја немам баш не следам многу социјални мрежи, не можам да кажем дека баш сите запирки ги фаќам и така. И морам да ти кажем дека со целата онаа задршка, дури и луѓе што не се согласуваат, што би рекол Мицко, си имаме концептуални разлики со Шекеринска. Душе не знам дали за безбедностите работи имаат концептуални разлики, меѓутоа во суштина беа над 90% би рекол позитивни коментарите. Гледам една честитка на еден поранешен министер за кој знам сигурно дека работел против тоа Шекеринска да стане. Не од оваа влада, од претходната да стане ова што стана, но мислам дека сите се согласуваат дека Радмила Шекеринска сепак има и габарит и профил и веќе апсолутно едно созреано познавање на безбедносните сектори, на политиката, на Европа, на НАТО и така натаму, и мислам дека е изборот стварно неспорен. И гледам и Мечка и Мичо, тоа го спомна кај ни во нивната вчера или завчера кога беше,
Види, на крајот не е само Шекеринска. Знаеш како, и ја и ти си многу почесто од мене во Брисел и така натаму, кај да чукнеш на врата ќе се најде некој грк, бугарин. Не говорам за комесари, говорам за... Дури на шанковите така, во парламент, например, имаш бугари, чеши... Така, значи, ќе биде добро од Македонија за време на нејзиниот мандат, едно десетина луѓе да се интегрираат, тоа секогаш е многу значено, бидејќи тие се потоа изворот на разноразни други луѓе кои што ќе можат да придонесат и во своите кариери, а и уопште за држава. Така што тоа... И не е беззначајно што победи во конкуренција со Габриела од Бугарија. Некако дојдовме и Колинда Грабар беше истомисчени кандидат, но она отпадна во една рана фаза и не, сега да не спориме околу квалитетите на еден, на друг или на трет. Кој ќе видиш биографијата на Габриел, реално е послаба од оваа на Шекеринска во област на безбедност. Да. Таа исто така политичар со висок профил, ама повеќе во Европска унија. Но види, има тука е нешто што, например, од овие по мене се сепак ирационални, морам така да го наречам, стравови за идентитетот и така натаму, нели? Ова е сепак еден гест кон Македонија, каде што заменикот на генерален секретар, ако сака, ќе може да говори на својот македонски јазик, што поприлично ја доведува во една, како ти кажам, непријатна ситуација. Бугарската теза нема македонци, тоа се вакви бугари, онакви бугари. Ме разбираш што сакам да кажам. Сепак е ова едно етаблирање на македонскиот идентитет кој ни е толку значаен, на кој сме толку осетливи, чувствителни, така. Сепак едно има и во таа смисла ова одлука има една валоризација. Јас пак една лично таа димензија ми е многу здодевна. Окей, но да ти кажам дека во НАТО, како што и самиот знаеш, за тоа нема ни запирка, мислам. Никој тоа не го ни коментира, не го ни кажува и така натаму. Туку е нешто друго исто така важно, многу е комплексна ситуацијата во која се наоѓа безбедноста во светот, со сите шанси да стане уште покомплексна. НАТО е најголемата во историјата на светот, најдобро организираната и најголемата воена алијанса која постои со децении, и да се биде во врвот на тоа секако ќе биде добро и за државава, бидејќи знаеш како стално тоа сме го разговарале, секогаш е подобро да седиш на масата отколку да си во масата, зашто на масата и кога се разговара и за тебе е подобро да имаш глас отколку да бидеш предмет во некое предсобје. И види, кога сум Македонија на мала членка, најнова земја членка на НАТО, има човек кој е втор човек во НАТО. Мислам, не е беззначајно, тоа се работи кои ние не ги забележуваме. Тука можеби, не знам, ако имаш ти да додадеш за ова уште нешто, ја би сакал исто да ги споменам. Многу малку работи ние забележуваме кои се значајни и трошиме доста време во ова што и јас го говорев, идентитетот, дека ни е загрозен, дека некој сака да ни наштети Европска унија, НАТО, Западот и така натаму, обично се тие кои се дежурни виновници, а не разговараме за стварно многу практичните аспекти на тоа што значи таа интеграција. Сега го имаме ова НАТО, го кажавме за значењето на членството во НАТО во една сериозна безбедносна криза во целиот свет. Но ја забележа веста дека Албанија и Црна Гора станале членки на единствената европлатежна зона. Тоа се први земји од Балканот кои стануваат членки на таа од позиција на кандидати за членство во ЕУ. На кандидати. И види, и ние имаме аплицирано, и србите имаат аплицирано, исто така и Босна. Што значи тоа малку за овие што не гледат, бејќи ја не сум баш многу стручен за целата работа. Во економијата, еве ќе малку пред емисијата се позанимавав со тоа. Единствената зона за плаќање во евра е иницијатива на Европската унија, чија цел е да ги поедностави и рационализира финансиските трансакции низ Европа. Лансирана во 2008 година, оваа шема им овозможува на поединците, бизнисите и организациите да вршат и примаат плаќања во евро под исти услови, права и обврски, без оглед на локацијата во СЕПА зоната.
Овој унифициран систем ги прави прекуграничните плаќања во евра исто толку лесни и погодни како и домашните трансакции, потикнувајќи поголема економска интеграција и ефикасност низ земјите членки. Да. Ова е еден чекор напред во интеграцијата на слободниот, единствениот слободен пазар, кој исто така голем бенефит. Мислам, ова се работи инструменти кои веројатно за луѓе што се бават со бизнис и така натаму значат многу, Сашо. Бидејќи Многу влеговме, практични работи кои се релевантни за квалитетот, за стандардот на живење. Така е. А кој ние воопшто не обрнуваме внимание. Закочени во некоја, сега бугарски диктат, ние не нешто се браниме, од што, као. А инаку тука се сите земји членки на Европска Унија, сега Албанија и Црна Гора, и плюс, разбира, Исланд, Норвешка, овие сите Ватикане. Меѓу другото, па да. Што не е. Има соработка со евра. Лихтенштајн, исто така, сега да кажам, очигледно е алатка која значи. Баш добро би било некој да се распраша од овие новинариве наши така Што е со нашата апликација. Може би ние сме на некој позитивен пат. И тоа би сакал да ги видам и овие од стопански комори кои разни стопански комори кои се тркаат, кои повеќе да се додвори на владата, да отворат овие теми, бидејќи пред се за нив овие теми можда е важни. Се мудварањето се разбира. Добро, бидејќи влеговме во разговор за граници, погранични, меѓугранични и така натаму, имаме оригинална прилика да го поздравиме доктор Владо Пивоваров, кој што до неодамна беше управител, директор, раководител, национален координатор, го барав зборот. Го барав зборот и така. Владо, што е тоа интегрирано гранично управување, да знаат гледачите? Суштината на интегрирано гранично управување, тоа е еден модел во Европска Унија кој ние мора да го прифатиме. Значи, многу институции, ние како граѓани се среќаваме со наша перцепција дека граница значи полиција и царина. Не е така. Значи, директни и индиректни потреби на гранична линија имат и многу други министерства околу издавање дозволи разноразни кои се врзани со работа на царина и полиција. Значи, интегрирањето на сите тие институции, брза размена на податоци во реално време, овозможува побрз проток и на луѓе, и на стоки. Значи, е во голема корист не само на нашите, на сите граѓани кои минуваат низ нашите граници. Бидејќи веќе не си национален координатор, во каква состојба ја остави интегрираноста на гранично управување сега откако си веќе заминато таму, а и патем биде речено, ти сега си што? Мислам, бидејќи си 40 на години во разни безбедносни служби, меѓу другото беше за овие што имаат пократко памтење и шеф на војното разузнавање пред едно 20 на години така треба да е. Беше и началник во МВР на разноразни сектори и така, но последниве 2 години допред кога? Допред едно 6-7 месеци? 5-7 сум разрешен од функцијата, што е најнормално со промена на владата. Меѓутоа, да ви кажем дека ова национално тело е формирано по барање на ЕУ како еден од предуслови за добивање на безвизен режим. Многу убаво замислено, меѓутоа тоа е за некои многу демократски земји. Тоа не е за нас. Многу треба да изодиме пат за да можеме да ги стасаме тие вредности. Зошто го велам ова? Значи, 7 години беше борба со омечките, значи праќате дописи за се она што сте надлежни, за размена на информации. Меѓутоа, да ви кажам, таа координација се гледа на граничната линија, тоа оперативното ниво, регионалното ниво и националното ниво помеѓу институции. Најбитно е она оперативното ниво. Од оно што го забележав за овие 7 години, што го тврдам, што мора да во иднина да се отргнеме од тој менталитет, значи најдобра координација има тие институции на границата само во делот на криминалот. Во делот на службени работи оди многу тешко, зошто, како координација најдобра во делот на криминалот? Најдобро се координира во делот на криминалот. Ако треба нешто да се случи, нели, нема проблем. Значи, тука имате криминално се организира тоа. Сакам да ви објаснам. Да ви објаснам. Сега сакам тоа да прашам. Извини, добро, повеќе. Многу показатели ово го кажуваат. Значи, додека бев заменик началник на СВР Куманово, кога прв пат ги поставивме граници кон поранешна јунели се распадна и ние со Србија поставивме границата, Бановце беше во надлежност на СВР Куманово. Што се случуваше во тоа време? Значи, имате можност каде што полицаецот е должен, доколку
има основи на сомневање, основани сомневања, зависи од степен на сомневање, да напише службена белешка, оперативна информација, за тоа се процесуира, службите истражуваат. за одреден инцидент, Криминална така, појава, се извинувам. Меѓутоа, вие можете да замислите дека задниве од тогаш до сега тоа беше некое насилие што го правев да има повеќе информации, да има откривачка дејност, имаше. Се откриваше и дрога на гранични премини, погледнете ги сегашни резултати. Резултатите во тој домен се минимални, кои се у некои промиливи рачунат, не во проценти. без разлика кој е на власт. Апсолутно зборам за 30 години, независна Добро, може Македонија. ја прашам ја, што Второ. се случува граничните премини, мислам, еве и овие легалните, но и она се што е друго, Само да шума и довршам, така ве молам натаму. за да гледачите ваши бидат целосно да имат сликата, значи нема ни една оперативна информација, а тоа е работа согласно Закон за внатрешни работи, Закон за полиција на полициските службеници. Од една страна. Од друга страна, гледате на годишно ниво имате 1 до 2 пријавувања на мито од страна на службени лица на кои им е понудено мито. Значи, тоа е втори индикатор. Значи, ако земеме сите индикатори да ги видиме, значи, тоа е страшно нешто. Чекај Еве, да те прашам, што е тоа оперативна информација? Што значи оперативна тоа? информација, значи Кој ја прави сознание, таа? Сознание дека полицискиот службеник е должен согласно законот доколку има сознание. А тој е тука присутен, тој тоа го гледа, тој тоа го слуша. Што се случува, да кажеме, со некој корумпиран цариник. Значи, сето тоа, тој е првиот кој може да ги види сите работи што се случуваат. Или пак добил сознание од некое трето лице дека му се бара мито и така натаму. Тој е должен за таквото нешто да направи оперативна информација. Таа се достава до надлежна служба во МВР, која е надлежна натаму да го процесуира случајот. Сега со ЗКП после 2011 се известува обвинителот, се добиваат насоки, дури може да дојде и до примерки за да се реши случајот. Такво нешто ние немаме, што значи дека на границите се е во ред. Дај Боже да е така, меѓутоа сум Што е со страшно. камерите на границите? нели ги Кои опремивме требале сите да- полицајци со камери Значи, ги вака, има два вида што прашувате, едното е ваше прашање, второто е ваше, камерите се статични и нормално имаме и ПТЗ камери на гранична линија. Што е тоа кои се- ПТЗ? ПТЗ значи можете да ја вртите во секој насока Добро. за да приближите настан. Фокусирање Во врска и со така. тоа ние имавме подпишано меморандум за соработка со Макам Транс, со автобуските превозници, значи тие добија донација, мислам од некоја меѓународна организација, да може по телефонски пат, значи со 2 клика да пријавите дека некој ви бара мито. Во првиот момент тоа кога го подпишавме, тоа беше 2018 година, мислам. Мислам тогашниот вице-премиер Оливер Спасовски ја водеше таа дебата и се подпиша и добивме голема поддршка од меѓународната заедница, пошто беше прв проект за такво нешто во Владо, Европското. имаше ли пријави? Па сакам тоа да го објаснам. Значи, првите 5 пријави, ќе ви кажам, едната беше од Црногорско-Косовска граница, од наш превозник, кој пријава, значи, и меѓународните граници, доколку има корупција. Втората беше од Романија. Добивме благодарност од, значи, тоа веднаш во реално време ние го пренесуваме до нивните координативни центри. Добро. Тие се за благодарија, ги реализирале случаите, били уапсени тие што барале мито. Имавме 3 случаи Табановце, мислам дека беше, сигурен сум Табановце, за барање мито од страна на царински службеници. Мислам 2 беше за царински, 1 за полициски службеник и во таа ситуација, замислете, до последне додека бев таму, колегите, пошто ги познам, некои биле и мои студенти, ги прашам до каде истрагата, истиот одговор добив 7 години, истрагата е во тек. А камерите што се случува со нив? Тие некој Значи, оние со личните камери. Да, значи таму си има служба кои 24 часа се позади камерите. Имаше некои раководители во гранична полиција кои ми објаснува дека камерите се за декор. Тоа е срамно нешто за една држава. Имате прекрасна алетка за борба со корупција, прекрасна. Како декор? Така И па стојат така едноставно да стојат, ако нешто се случило, дури тогаш ќе сме побарале враќање на камерите, законски тоа е до 30 дена, ги чуваме снимките, нели? После Ама тоа мислам не дека можем. Борен те праша за други камери. За другите камери, овие што ги затоа носеа кажав и едно полицајците и прашање, царе. второ прашање. Ајде. Првата донација што ја добивме, таа беше за сообраќајна полиција, тука немам ингеренции, не сум запознен, меѓутоа оние што беа првите поставени на Блаце,
Значи само за неколку дена сите беа уништени. Ова е бугарски синдром. Истото се случило 2012 во Бугарија, тоа од колегите од Америка. Значи за првите 24 часа они имале донација од 90 камери, 90 се расипале. Односно, очигледно намерно уништени. И имаше Да не се кинески. Не, многу тешки дебати имаше со раководството во МВР околу ова прашање, бидејќи така беше поставен системот. Значи полицискиот службеник ја вклучува камерата кога тој ќе цени дека треба да ја вклучи. Значи јас се прашувам која е логиката, каде некој кога да зима мито вклучува камера да се снима сами од себе. Апсолутно таков проект беше пропаднат. Меѓутоа и таков каков што е, значи имавме многу дисциплински постапки за тие луѓе што ги уништиле камерите. Меѓутоа тука не се работи за дисциплинска постапка. Тука се заблагодаруваме на луѓето, им покажуваме каде е вратата, да ја затворат од другата страна и да си замине веројатно истрага да се потегне бидејќи апсолутно ја уништува камерата затоа што свесно и намерно што да направи. Апсолутно колку што знам тие камери се по 100 евра, така што тоа да, валја така во првите 15 минути од смената. Запознаен, амерички европски пари. Колку што сум запознаен дека на дисциплинска беа само да ги платат камерите. Добро, Владо. Едно прашање има од гледач. Ајде. Да. Вака вика прашање Пиваро, што мисли за последната акција Премин кога беа уапсени 16 службеници? Значи, она што го прочитав, предпоставам дека добар дел од материјалите кои ги искористили истражните органи потекнуваат од видеонадзорот што во минатиот период било снимано доставувано до надлежните институции. Значи, тоа апсолутно ништо не ме изненадува. Меѓутоа, не сакам да правам паралела, ова е многу битна работа. Имаме многу побитни работи на гранична линија. Толку се едноставни. Значи, нашата држава од професорите од економски факултет, пред се професорот Благој Спирковски кој правеше истражување дека сивата економија во Македонија е некаде на годишно 1,2 до 1,4 милиони евра. Тоа ти е 35% отприлика. Така нешто доаѓа. И гледам дека со тоа сите министри кои влада не се труди многу да ја спречи таа сива економија, инаку да значи таа почнува во Брисел секоја бев речи си да нема се помалци имаш автомати за кеш. Или не знам, треба да се, значи треба Добро, тоа е друга тема. Ова што сакам Владо да докажам. Ајде. Значи наједноставно. Еве, уделот на акцизите е најголемите губитоци по буџетот на државата. Член 33 од Уставот вели дека секој е должен да ги плати даночните обврски кон државните органи. Тоа е уставна категорија. А замислете таа уставна категорија, никој до денеска 33 години, мислам ја тоа го правев додека бев на таа функција у СВР Куманово. Значи наједноставно побарајте меѓународна правна помош од сите земји што се соседни. Колку акцизна стока од кај нив е влезено кај нас и од кај нас кај нив. Зошто ово го кажувам? Еве ќе ви кажам еден пример. Пример, од Солун поаѓа цистерна со нафта, каде што давачките се приближно, мислам, 15.000 евра давачки кон државата. Значи сите давачки. Тоа на гранична линија се стврднува, ама во документите станува битумен. Давачките по една цистерна битумен се 15 евра. Значи, вакви анализи ние сме должни да праќаме до надлежните институции, сме праќале. Значи, мислам... И каде е закочена работата? Како во големото ниво на корупција. Само големото ниво на корупција. Од доле до горе. Ај Значи, малку никој ништо да не превзема на се она што го... И знаете што е најстрашно, што ме боли највеќе? Секој допис што ќе го пратевме до одредена институција и ќе се јават после 120 дена и вика, да, добро е ова што ни го пративте како материјал, ние сега ќе спроведеме истрага, затоа ве молиме да ни ги доставите снимките. А знаат по закон дека тие 30 дена. И тоа не е проблем еднаш да погрешат. И тоа им го укажувате. Меѓутоа проблем е што секој следен акт така продолжува. Така е лекот бе. Оти да те вратам на затоа што сега ние да расправаме за високи економски и така натаму, не ни е тоа работата. Ти си човек од теренот, 40 години се занимаваш со овие работи. Кога полициски службеник и цариник кои работат у иста смена, треба еден друг га гони. Можно ги е тоа, бе? Заедно пијат кафе, заедно јадат бурек. Значи, веројатно заедно делат и тоа што ќе се собере од смената. Во таа правна држава е најнормално. Секој да си ја врши својата работа. Тоа е интегритет. Добро. И го нема. Што да правиме? Значи, ја предложив решение не само кај нас и во Брисел.
Еве да ви кажам дека во Брисел со вице-премиерот Маричич, со нашата делегација во објаснувачката мисија, разговаравме за проблемите што ги имаат и тие. Секаде границите се корумпирани. Не велам, нашите се најкорумпирани, имаме многу покорумпирани граници. И Добро. тоа во сама ЕУ. Се разбира. Еве, званичен податок, прочитајте изјава на Кетрин Дебол, директорката на Европол, мислам беше 7 март 23 година. Вели дека 200 тони кокаин во пристаниште во Европска унија, во Холандија, Антверпен, значи на годишно ниво влегуваат во држава. Тие како истражни органи велат. Тоа се должи на корумпираноста на поморските, бродските власти, полициски и царински службеници. И тука се става точка. Кое е решение? Значи предложив, тоа се високоризични работни места. Како ние што имаме големи губитоци од гранична линија по буџетот, и тие имаат. Значи во таква ситуација, во овој момент, единствено решение е дерогација на правото. Во кој дел? На високоризични работни места господата седнуваат на полиграф. Полиграфот е форензичка мерка, значи не велиме дека е цврст доказ. Меѓутоа, таквото лице кое се огрешило од законот согласно истражувањето што ќе го направи полиграфистот, се достава до јавниот обвинител. Ако дозволите, за ова ја, се- само една Ајде. пред. Спомна за дрогата во Антверпен. Да. Пристаниште кое влегува најмногу дрога во Европа. Тие велат 200 тона кокаин. Океј. И има Замислете колку пари е тоа. обсерваторија која ги следи тој проблем, има проценки. Колку проаѓа кај нас на нашите граници нелегал? Имаме ли проценка? Па видите, мислам дека од она што го имаме статистички податоци, полициски и царински, тоа е минимално. Значи, кажав пред малку промили се рачуна, значи дека нема дрога. Апсолутно не е така. Значи, се се купува, се поминува и не знам кога некојаш ќе ни дојде умот, зборам како на држава, да кажеме доста. Има ли такви проекции? Колку? Што Има се случува? проекции. Колку сме Уно ние? док како меѓународна организација од Обединетите нации, значи ова е некаде се зборува за 15-16 година, пред се однесува на овие најголемите одгледувалишта на марихуана за пушење, ова што не е таа за медицински цели во Албанија, Лазарат. Значи таму беше некаде, колку се сеќам од тие подаци, бидејќи се пред 10 години, 4000 тони. За кои Влегува. велат? Не, таму се произведува Да се толку. произведе, ама добро, Па после- тие треба да. да излезат. Да, така е. Значи колку оди према Италија, значи стотици тони беше нивната проекција дека поминуваат низ Македонија, низ нашите граници. И кога праша Сашо што да се прави, колку Еве. партиите на власт, било која, ги штитат луѓето и им овозможуваат слободен проток на Видете, Борјан, покрај тоа се информации ја велам и стока од овој тип. создадени должничко доверителни односи од кои Да, сите имаат да. интерес. Во таква ситуација, Значи, значи многу пари, ако Ви се кажав, стави у почнавме, кеш, како се- прекинавте да. со вице-премиерот Маричич на објаснувачка мисија, ова кога го дискутиравме за проблемите. Значи велам нашите проблеми ги имате и вие. И земите членки на ЕУ сите предложив доколку цените дека е потребно, размислете да воведете директива, да донесете директива која ќе важи за сите земји членки на ЕУ и за сите земји кандидати. Значи и оние кои дополнително сакаат тоа да го применат, полиграфот да биде инструментот Може ли малку да се- през кој да се- не може никој да има влијание. Не, да се спротивстава малку. Да, Видиш, слободно. има неколку прашања кои што се битни, бидејќи оваа тема меѓу другото разговараме веќе со години, Владо, не си прв пат на столчек, барем со мене во Да, студиото. со вас пред 4 години почнавме. Така е, Многу така. сладко ми се насмеавте, ве сватив што Па, сакате да еве, кажете. гледаме дека ни во Европа не се воведени. Прво, за да воведеш полиграф во нашето законодавство, предпоставам дека треба многу битни интервенции во кривични закони, Така е. работни закони и така натаму, кои што бараат процес и така натаму, кој многу долго би требал Да. дури да се почне. Второ, факт е дека полиграфот според сите меѓународни стандарди отприлика во некаква највисока точност, бидејќи таму има само од позитивни резултати, сега да не замараме така, е негдека меѓу 80 и 85% од наодите. Трето, во Македонија, колку ја што знам, имаме ли тројца полиграфисти?
Не, во Македонија лиценцирани имаме четворица. Двајцата се во државен сектор, двајца се во приватен сектор. Значи четворица, значи тоа треба да биде процес на лиценцирање. Така. Трето, четврто, пето. Полиграфите мора да има институција што ќе ги баждари. Нели, те и на аутопат кој ќе те фатат со радар, викаш дај да видам на суд за казната дали ти е баждарен. Имаме ги институција што може да баждари полиграфи. Бидејќи ти веројатно знаеш, меѓутоа публикава не знам дали знае, има разноразни генерации на полиграфи. Овие најмодерниве и така натаму се многу на високо ниво, но во суштина не е таму до компјутерот. Таму е сепак човекот. Човекот фактор. Сакам да кажем, ти отварам прашање неколку и на крај дозволи да ја поентирам така, затоа што тоа не е едноставно. А и на цела македонска јавност за да може да го види така тоа што вие го прешувате. Последната поента ми е следно, ако сето ова што ти го говориш има таков ефект за кој ја би се согласил така натаму. Па знаеш ли јавноста кој ќе бара следниот да биде задолжителен полиграф? Па тоа ќе треба, па се разбере, ќе треба сите министри да 6 месеци да победуваат полиграф. И тие треба да го гласаат овој парламент, па да се будали бе. Во тоа не навлегувам во делот на мојата работа. Значи, ако влезете на сајтот на Националниот координативен центар за гранично управување, ако кликнете во документи, ќе го видите мојот последен извештај, мислам на координативниот центар, таму имаше тим кој работеше на ова, јас сум денеска благодарен на тие луѓе. Значи таму е точно наведено. 23 година, март месец, владата носи одлука, го задолжува координативниот центар да отвори јавна дебата. Таа јавна дебата беше предвидена во неколку етапи. Првата беше со експертите од безбедноста, од економијата, значи нивните ставови, нивните мислења. Се одржа таа и беше прекрасна. Ја пренесоа сите телевизии, меѓутоа тука само беше како ударна вест. Никој натаму не продре малку подлабоко во проблематиката. Втората беше организирана со засегнатите институции. Таму се е напишано, слободно прочитате го тоа извештај, не е до 4-5 страни. Значи, таму се вели дека од поканетите институции не дојдоа техничкиот министр за внатрешни работи, директорот на Царина, директорот на Биро за јавна безбедност, директорот на управа УЈП. Па тие треба да седнат на полиграф. Па тоа е суштината. Суштината е, значи, таков несериозен однос. За вакво сериозно прашање. Корупцијата е прашање дали државата ќе не опстои или нема да не опстои. Пивоваров, ако тоа, која е идејата? Рандом цариници да се ставаат на полиграф, кој полицајци? Значи имаме високоризични работни места кои се во директни додир каде што може државата да има големи штети за такво нешто. Еве да ви објаснам, значи прашавте за нашето законодавство. 4 члена во законот за НБ регулираат оваа проблематика за примена на полиграф. Така е. 2 члена во законот за агенција за разузнавање и 2 члена во законот за полиција. Значи ние имаме такво нешто. Сигурно ќе ме прашате меѓународната рамка која е. Од 2010 година, значи задолжително секој припадник кој ќе биде член на нивните гранични служби, дали е полиција, царина или некоја трета, задолжително мора да го помине полиграфот на американците зборуваме. Да. Значи секојаш прашуваме како е кај другите. Еве у регионот Црна Гора ја спомнавте. Директор на полиција без да помине полиграф не може да стане директор на полиција. Задниот случај беше оваа година каде што беа кандидати 7 лица, од кои 7 еден се откажа, значи сам си кажува каде, 4 паднаа на полиграфот, 2 останаа во конкуренција кои го помина. Конкурирање за работно место. Да. Значи имаме две етапи. Првата е при заснивање на работниот однос, односно пред засновање на работен однос, она што го зборува директорот на АНБ господинот Бојан, јас го поддржувам тоа. Значи ние веќе у законот денеска го запознав на приемот кај Шекеринска. Значи ние имаме овој период веќе неколку години во АНБ, дури сега мислам се комплетираат со полиграф, со ова. Иначе Лафајет е најпознатиот производител на полиграфи, некаде вредноста на еден апарат најдобриот, збораме 33.000 евра, на ефтиниот е 15, значи никаква голема финансиска ставка не би било тоа за државата, нормално со обучени полиграфисти кои треба да имаат најмалку 400 до 500 часа да имаат ова, како се вика, обука за да добијат лиценца. Тоа се меѓународни лиценци кои на 2 години ги обновуваат. Факторот човек сакам да ви објаснам, значи таму кој ќе го прочитате тој извештај, ние велиме до собранието нешто налик нота, тоа да биде посебно тело, не под капата на
министерство, дирекција, затоа што ќе има субјективно влијание врз тие луѓе. Во таква ситуација, тие како независни луѓе, добро платени, со добра опрема, кои ќе бидат институционално поврзани со сите институции, значи ќе им бидат на услуга на сите институции, во таква ситуација и тие на 6 месеци ќе одат на некоја независна меѓународна, да кажеме, ваква организација, да видиме дали тие се честни. Во анализите што јас сум ги читал, полиграфот инаку има и превентивна функција. Амо, најголема е превентивната. Не само за да те мери тука, тоа детектор на лаги се вика, ама и тоа не е баш точна дефиниција. Он уствари се плашиш. Коначен од полиграфот. Не, од полиграфот можеш да донесеш. Превентивно имаш добиваш индиција. Да. Да. И Значи, оно суштина има превентивна функција. Луѓето што се следниот ќе размисли, следниот. Така е, дали ќе се занимава со тоа. Значи затоа ќе имаме чиста и честна држава. Кога збориме за АНАБА, штетата по државата од еден оперативец кој да кажеме веќе изнесе информации за странска разузнавачка служба е многу помала отколку само еден царински и еден полициски службеник ако не се корумпирани. Како е законски тоа регулирано? Функционира ли во АНАБА? ВАНАБА, Кои се последиците? значи, Дали тој не може да тужи до Уставен суд да дојде, да каже дека ми се во прекршени? законот се е регулирано, меѓутоа постапката не е отпочната. Знам дека сега во моментот се работи на екипирање на таквиот одел во АНБ кој ќе почне да функционира. Не знам, можеби и почнал да функционира. Не сум во тека, ама знам дека дури сега. И затоа ја поздравам изјавата на директорот Бојан, како се вика човекот, него познавам, тоа беше доброто нешто што ќе се случи во служба. Па ова господин Ордановски 60 години назад го прават сите разузнавачки служби. А да дообјаснам зошто е поопасен еден корумпиран царник и еден полицаец. За одредена сума на пари може да ви пропушти шлепер со оружје, може да ви пропушти шлепер со динамит, може, како што се случува, шлепери со марихуана, со хероин, со кокаин. Значи, гледате колку е поголема опасноста по државата и по меѓународниот углед на државата. Зашто ние сме транзитна земја. Знам, господине Многу терористички акти што се случија во Европа, тие минаа низ наши граници. Но дојдовме до таму ли да сега полиграфот ни единствена надежда. Да. Па немаме ли шанса со овие стотици илјадици луѓе кои што се треба да бидат професионалци, работени во државни институции, имат значки со, како да кажам, со висок степен на некаква заштита и некаква моќ за интервенција, сите ли се корумпирани? Сашо, и после што ќе прават со партиските кадри кои треба да ги напикаат натре? Без види да ти кажам, ризикот е голем, те разбирам јас, ама види, види да ти кажам, и партиските кадри не значи дека се сите криминалци и корумпирани. Не рекол. Дури би рекол не значи дека ни повеќето се криминалци и корумпирани. Да, Па добро, партиски кадри. Ризикот не е комот на партијата ќе те започне. Сакам да кажам дали е тоа решението. Мене ми звучи како дел од решението. Меѓутоа мора да постои некоја друг начин да сите овие институции, инаку стварно ќе стигнеме до тоа да и вратарите треба да на полиграф. На крајот и сега, рековме, не се само цариници и полицајци, што е со шефовите, што е со тие што ги контролираат, што е со тие што ги бираат, сите ги ќе одиме на полиграф. Има ли некој, остана ли некој што не зима мито да му се наведе? Може ли само еден пример да ви Како кажам? да не и повеќе? Вие сте граѓани на оваа земја и јас. интересни Колку златари гледате, колку се полни со злато? Предпоставете Низ градов? колку има низ цела Македонија, зборам. Колку злато се увезува на државно ниво? Не би знаел. 3 до 4 килограми. Колку? Кој е 3 до 4 килограми? Што годишно, дневно? Годишно. Годишно. Само 4 Званично по документи. Значи Па тие толку ја дома имам. знам дека е смешно, ова е многу тажно. Значи еве ви конкретен пример. Шиша барови, гледате дека нон-стоп се отвараат низ оваа држава. 30 евра само акциза по килограм на ова како се ароматизираниот тутун. Знаете колку званично е увезено у Македонија за задниве 3 години? 30 кила. Нула грамови. У грамажа. Добро бе. Еве да ве прашам. Чекајте се. Знаете Има ли колку- некој надлежен што треба Па да го како гони? нема? Имате институции, значи ние по европски стандарди имаме контролни истраги, мобилни екипи, се имаме. Се имаме. Тоа што го забележува секој извештај на Европската Ама комисија. тоа јас не знам, ја не знам, затоа се враќам токму нова. затоа зборувам дека е ова потребно. Зборувам за делот на предистрагата и обвинителот кој ќе се случи во истрага. Што се случува кога ќе се спроведе оние малку истраги што ги имавме? Се сеќавате неколку јавни настани имаше, барање на граница пред новинари, од странци доле на Гевгелија. Знаете како завршија постапките?
спогодба со обвинителот, условна казна. Онаму каде што корупцијата е условна казна, значи општеството веќе кажува дека е труло и гнило. Ама тоа значи дека Ако треба и дозволите, обвинителите да одат Да, на ако полиграф. дозволите еден коментар. Не ви спомнав, се извинувам. Тие што не се корумпирани се плашат да работат од корумпираните. Точно е. Ви го кажувам ова од местото на полициски службени. Апсолутно е точно. Затоа што се Колегата е во организираат право. против некорумпираните. Или си дел од тој, или ќе те отстранат. Со последици Еве, кои сега не да кажат. продолжиме со дискусија. Извештајот не сте го прочитале сигурно на царинскиот сајте. Истражувањето независна агенција го спроведува 2019 во кој се гледа дека вистината, значи преку 75 увозници се изјасниле дека Дале мито. Дале мито, дека им било барано мито. Значи гледате колку и тие што не сакаат да кажат, меѓутоа оние што сакаат да кажат, кажале. Што се случи после тоа? Дали имавме некои промени? Значи ние правиме реформи, никакви реформи, у суштина не правиме, само приказки продаваме. Значи нема да успее ни една реформа во оваа држава и секаде во светот, онаму каде што царува корупцијата. А ние треба да сме свесни, да сме храбри да го кажеме тоа. Најлесно е да си ќутиме. Ако може една тема друга која мислам дека е блиска и со Ја исцрпевме оваа тема. Па Не, знам, ова ако тема сакаш, може ја би- имам уште едно-две прашања за тема. Тука, околу Ајде. ние 30 години слушаме и знаеме за така за активности на едно, ако можам така, на една сива полициска зона или едно полициско подземје. Безброј се епизодите за кои во народот тоа се зборува, никогаш не се дошло до крај, не сме разбрале, ниту сме откриле некои значајни виновници во тие мрежи. А и сега овој случајот со ова јадно девојче која е жртва на вака една трагична илустрација на тој тип на замешателства. И ова судење сега открива дека во Чекај, целиот говориш тој за случај- Палчо и за Пал- целиот да, случај да, со да. судењата, да. И ме интересира вашиот коментар и видување на целата таа работа. Да го проширам Веќе прашањето е да ти доста, биде јасно што сакаме да прашаме. Сега одеднаш еден од клучните сведоци таму го менува исказот и тоа без знаење на адвокатот во писмена форма, во кој што кажува дека еден од обвинетите, еве да не користиме имиња бидејќи сите се невини додека не се докаже така натаму, Така е, воопшто не бил на презумпција, местото на настанот кога се случуваа убиствата и на девојчето и на постариот човек на фризерот и така натаму. Јас имам впечаток дека во оваа држава како да постои една подземна канцеларија која е независна ни кој е на власт, ни кој е министер, ни кој е, како да кажам, кој победил, кој изгубил во политикава, кој што цело време работи на тоа да остане еден смут, една магла во општеството, кој што ќе може да се онака лови риба без никој да те види. Ова ми изгледа Точно како, е. тоа ми изгледа како, знаеш како, пошто овие луѓе се очигледно дел од еден полусвет И да, кој ескалирал до ваква драстична И драма, тоа е, која што да, никој монструозна, бизарност, да. монструозно. Меѓутоа тие се веќе дел од еден полусвет. Се гледа од ова што го слушаме како искази од биографите нивни, такви некакви од пиштоли носење до не знам што се е тоа матно. и се појавува и полицаец сега во приказката Ма, на и судот, неколку полицајци. кој му должел со Палчо 16.000, не знам колку јади, мислам, Ни се чини како дека е тоа се дел од како истава оваа чудно. приказна за полиграфи, за корупција на граница, се меѓу еден драстичен, најдрастичен. Линч, Twilight Zone, мислам, Да. тоа Апсолутно сте во право, значи таа магла ја гледаме сите молчиме, ништо не можеме да превземеме, ништо. Овие, не знам, мислам, ваквите дебати су имал многу, апсолутно на тие што треба ова да биде сериозно прашање, им влегува од левото уво, излегува од десното уво. Зошто? И па затоа што и тие се во играта. Абе, Што Владо, може јас не друго можам да да замислам дека види сега. И се извинувам што изигравам зачуден граѓанин во дебатава. не си зачуден, тоа е вистината. Јас ние сум сме сите не можам многу да долго разберам. оваа работа, кој од оваа страна, кој од страна новинари. Јас сум ја следел, да речеме, како помлад новинар сега, друго е времето за други генерации тоа. Сум правил истраги за околу патот на дрогите, Македонија се третира како еден канал за транспорт, главном некако пазар голем и така натаму. Но бидејќи е канал, мора да регрутира и пазар за да може каналот да биде безбеден и така натаму. И сега сакам да кажам, во секој општество има разноразни. Ние толку ли станавме едно распаднато општество во кое што ништо веќе не можеш да пипнеш а да не ти пропадне прстот како гнило.
Оти овдека ние гледаме се америчката амбасадорка бара она премиерот, министрот, ама ова не е премиерот, министрот, ова Да е не до може рампата само долу. два конкретни примера врзани за границата и врзани за обвинителство и судство. Еве вака ќе ви кажем. Тоа беше 11 октомври 1992 година, тога само што станав заменик началник, тогаш беше првата граница поставена Табановце и сите царници беа од внатрешноста спие во Континентал, од другите гранични премини. Значи оперативната врска ни дојавува цел ден што се случува. Шпедитер беше оперативната врска. И ни кажува, зимаат сега. И ги чекавме. Цел ден ги оставивме 7 часа. Тоа е време на блокадата на Македонија. Кон Србија, Кон да. Србија, да. Смената беа 12 лица од Гевгелија. Златно доба. Сите беа од граничен премин Богородица. И сега што се случува, не сакаа на стоп палка да ми застанат некаде кај Бумеранг, Кумановско, и моравме интервенција да бараме од сообраќајната полиција преку оние каналите, Тројка канал, што сега се зборува за убиството, дека имале комуникација, токи-воки. Значи, и тоа, меѓу тој другото. канал, значи, ние во тој момент го користевме со МВР, бараме помош, специјалните ежеви, дури тогаш го зауставија кај Романовце бензинската. Океј. Влегуваме внатре, дали верувате дека од робата што беше товарено, што земале, од виски до тоалет хартија. Значи не може да се Говориш погледа. о тоа што земале на граница На како граница мито. што го товарале, тоа е уроба. Меѓутоа при претресот, нели, додека да излезат кој како можел, како фрлал, мислам у вредност албански леки, романски леи, бугарски левови, грчка драхма. Што се, суте. Преку 100.000 тогашни марки вредност беше на тие За пари, една смена. плюс што најдовме во нив. Сакам да ви кажам друго. Тогаш 3 дена можеше да се води истрага и четвртиот мораме да го предадеме на обвинителство. Одиме на судот по брза постапка и сега ме кани обвинителот како сведок на обвинението. Кажуваме дека тоа било оперативна акција, дека сме превзеле тоа, се што се случило. Замислете одбраната маш на една од уапсените господји и вели ја орах на нивата, тоа е Гевгелиско, ми текна со тристачот, парите да не ги украде, мислам 30.000 марки беа, да не ги украде лоповот, однесе ги на Табановце. Замислете. И судот тоа го прифати како доказ. Судијата е покоен, да не спомнувам име. После такви глупости тој судија станува и председател на Тоа суд. и трае денеска истата шема е после 30 години, ова е 92, денеска е 24. Уште полоше. Ако дозволите прашање, Втор случај само да ви кажам. Значи тоа време кажувам. Председателот на судот у Паланка, јавниот обвинител, измислуваат сообраќајка за да може да наплатат пари, изгорено возило, да наплатат пари од Зоил Македонија. Осигурање. Значи човек што е од Паланка, што е превозник, што у тоа време не ни бил во Македонија, му организираат судење, дактилографката ја плаќа казната, вршиме вештачење. Таа потпишала, докажуваме дека сториле невиден криминал, два најбитни фактора у борба со криминалот. Знаете што се случи? После година дена ги разрешија, никоме ништо. За такво нешто, ја мислам најмалку 10 години затвор. Зошто? Државата Израел, знаете како е направена? 68 година, кога доаѓа за премиерка Голда Меир, значи тие 3 години додека е на власт, кривичното дело примање, давање подкуп го дига на национално предавство. Денеска корупцијата е национална гордост. Тука е проблемот кај нас. Да, ма Владо, да ти кажам нешто, бидејќи сум ја од другата страна и како социолог и гледам истражување и така натаму. Пред година дена имаше, може да има две, големо истражување околу корупцијата и така натаму, некои од овие невладини организации го правеа и така. Огромен процент од луѓето викаат дека па нормално кој министерка треба да краде, алал да му е. Така значи треба, тоа е ментален склоп. Значи веќе сме симнати на ниво на менталитет. Не сум сигурен дека тоа затоа треба многу вонедни мерки да се воведат за да може отиде тоа значи дека губиш гласови на избори ако фатиш да се бориш со тоа. Ама апсолутно. Значи ли ќе ја правиме државата или не? Вие многу во вашиот разговор кажавте, голема цена плати тогашната политичка партија на власт поради промена на името. Тоа е вистина. Меѓутоа, како кажавте? Бенефитите ќе бидат далекосежни. Да, и за националниот интерес. Тоа е тоа. Тоа е исто ова што го зборувам. Ако дозволите само од човекот кој одговоривме,
има еден убав коментар, мислам дека за плата од 36.000 денари како полициски службеник со ноќни смени во викенд, на дожд и сонце, работа под притисок, дали мислите дека некој од полицајците би ставил глава во торба? Колку треба да биде платата, Влад? Дали платата е фактор во тоа? Доколку ова, како се вика, моите претходни изјави од она што беше дебатата, значи велам, доколку парите, ајде, не цела 1,5 милиарда, милиарда да се влее во буџетот. Нашите колеги ќе имаат дупло поголема плата, дупло подобри услови за работа. Може ли процентот фатеното да биде? Ама апсолутно тоа го имаше господинот тоа... Љубор Михајловски, тој е добар, добар да кажам, начин. ако фатиш 100.000 евра, шверци, 10% за тебе. Мислам, може би тоа се тој тип на, како да кажем, може да и контроверзни мерки, но мерки кои ќе мрдат нешто. Да. Значи, кај нас не е проблем да влегува нешто на кило на 2. Влегува на шлепери. Да. Тоа е проблемот. Јас памтам со години, тоа Владо исто така го знаеше и Борјан, додека ја воведовме компјутеризацијата на царината. Нели со децении, особено разни бази така, нели тоа у тетрадки се правеше, ќе влезе камионот на Табановце, ќе се пише у тетрадката, он ќе се истовари у приватен двор у Арачиново, скинат листот од тетрадката, ни поминал камионот ни нешто. Па тоа се измислува и изговори да не се дигитализира царината, па мислам едно дете 10 години. Затоа што сега кога ќе влезе, тоа оди директно у централа и на повеќе не може да го снема возилото. Нели така? Може да го снема. Валда и може, не? Тоа се може да го снема. па се тоа е. Јас зошто велам, споредете значи, ги. Значи компјутери ми да решава. Споредете ги документите влез излез у државата на акцизни стоки. Тука е најголемата губиток по нашиот буџет. Значи имате во однос на тежина, имате во однос на друга квалификација на стоката која влегува. Да, еве на пример да ви кажам битумен и нафта. Значи милион такви ситни акцизни стоки можете да ги споредите со некој тарифен број, они имаат свој тарифник, кој за едно бројче е пониско, меѓутоа кажува нешто друго. Еве земете ја цвет марихуана за цедење масло, таа е најквалитетната за пушење марихуана и најскапа. Бројчето под неа тарифно укажува дека се работи за конопен штоф. Разбирате? Значи од таа категорија е на коноп, меѓутоа сосема друго. И сега документите, нормално царински службеник тоа прегледува, учествува инспекторот за државен инспекторат за земјоделие, ви подпишуваат дека тоа е тоа, разбирате, и вие увезувате у државата конопен штоф. А не Па да ве прашам, тој конопен штоф од, да кажеме, 100 тона, па сите да се обвиткаме у Македонија, ама тие што велите у системот го имаат тоа, го гледаат и никој не реагира. Сега сите да сме така. Ама на тоа што го гледаат, ние им пишуваме допис дека треба да превземат. Пак не превземаат. Како е со другава практика, да бидеме комплетно актуелни? Мицковски беше со целата влада неодамна во Приштина, меѓу другото договорија и како што имаме со Албанија, со Србија и така натаму, по еден пункт на граница за прегледи патници, стоки и така. Тоа би требало да олеснува работи. Кои се ризиците за корупција? Тоа значи ли дека сега ќе се спојат двете корупции, и на косоварите, и на македонците, и на србите, и на македонците? Како тоа? Како се делат работите? Имаме, со србите имаме, нели? Со Србија имаме. Да. Резултатот е негативен. Нула. Во делот она што ние како граѓани го прецепираме, побрз проток на патници и стоки, тоа е суштината и на сите ЕУ Шенген граници. И треба да биде така. Меѓутоа како е? Значи не е така. Значи исто чекате, исто време се губи, само мал вовед. Значи кога почна проектот, тогаш со премиерот предложив да имаме швајцарско-италијански проект. Што значи тоа? Кој е тој премиер? Која година? Значи тоа е 2018 година. Првиот кога почна веќе да се зборува за one stop shop. Значи мојот предлог беше оној швајцарско-италијански модел, тоа го разговарави со колегите од моите поранешни колеги од раздавачки служби, што мислат на ова прашање. И дадоа конкретен пример, разгледајте го швајцарско-италијанскиот модел. Што значи тоа? Излегувате од Швајцарија, никој не ве заустава. Влегувате во Италија. Италија, целосно вашите документи, дали е стока, дали сте патник, значи податоци автоматски по информатички пат доаѓаат во база на податоци на Швајцарија. И обратно, тоа е суштината на one stop shop. Не е суштината еднаш застанав. Па двајца полицајци, добре, ама нашиот, кој е потенцијалот за корупција и криминал во тоа? Се зголемува или се намалува? Вака да ви кажам. Се зголемува. Се зголемува. И тоа сакам да прашам. Едно време беше од српска страна неќе да дојдат кај нас, наводно неќе да седат во нашите браки со колеги албанци. Тоа било проблем. Добро. Да, личи да српски став ова. Меѓутоа излегов од моите ингеренции за она што ми е службата што имав. Нормално, еднаш полицаец, секојаш полицаец, преку разни врски успеав да ги детектирам.
нивното купатило на српска страна, каде што заедно бараката биле цел ден, колега полицаец од албанска етничка припадност и србин од колегата. Да видите како убаво ги делат парите, колку тебе, колку на мене. Нема проблем никако. Како бойлерот му, она каде што ви е мерачот, како го вадат, како ги ставаат парите, како делат. Значи нема вера, нема етничка припадност, нема ништо, каде што е криминалот. Заеднички преми, ние праќаме она што велите дојава. Висок владин функционер прв пат извезува ѓубриво од гроздинки, значи тоа е многу добар продукт, треба право да се каже за такво нешто, оди човекот у пензија честно да работи и нормално како поранешен член на координативен центар од Министерство за земјоделие, ја знае процедурата, веднаш јава. Веднаш камерите се вклучуваат на тој настан. Значи веднаш на лице место гледате и во исто реално време известувате дежурен оперативен центар на Царина. Дека се случува... Да. Колешката од наша страна што ги зеде првите 30 евра, после ослободи во дисциплинска ги понела да купи лекови на граничен премит на Бановци, а јас знам денеска нема таму аптека. Не е тоа проблем. За претовар од 200 килограми. Колку имаш претовар српскиот царин го прашал, вика 200 килограми, вика дај на мене 50 евра. Значи сето тоа го документираме. Во реално време ние во Белград ја праќаме таа. После 6 месеци истрагата е спроведена, се колнел, вака, онака, стар царински службеник. Значи, Тоа е кога се испреплетени. Значи, толку се испреплетени работите. Немаме, верувајте, немаме друг начин. Ја би сакал многу... Освен полиграфи. Освен полиграфот. Би сакал многу други начини. Значи, што е суштина на полиграфот, сакам да поентирам. Значи, да го заобиколиме тој корумпиран систем. Значи, предистрага, истрага, обвинителство, судство. Најголемата, најтешката казна на тие луѓе ќе биде да не се на тоа високоризично работно место. Вие што кажавте многу во превентивно ќе има далекосежни последици. Да, бидејќи новите колеги кои ќе бидат таму, ќе знае дека и тој треба да седне. Значи еднаш годишно или по барање на надлежен обвинител, старешина, значи и во некој друг период. Добро, да и сега докаде е тоа, еве, ова сега го изразговаравме. Да, што е сега процесот, заставна тие владата нова власт не има... задолжи до 1.6. Тоа е владата оваа година, предходната влада значи не задолжи до први, не вака. До 1.6. да се достави извештајот, ние 2-3 недели порано го доставивме, ги завршивме за крај. Неславно дебатите, главната дебата требаше да биде со сите политички партии во парламентот. Доставивме барање до председателот Јован на парламентот, тој си ги викнал координаторите и од страна на еден од координаторите тогашни во опозиција, дека ова прашање може би исправно политички, времето е на избори, не е добро сега во ова време да разговараме, меѓутоа после изборите ќе разговараме. Еве помина изборите, помина 6 месеци, пак не се разговара. Значи некојаш политичките партии, ја не ја разбирам политика и не можам да ја сватам, значи кога сме опозиција едно правиме, кога сме власт друго правиме, тоа што го зборувавме во опозиција сега го правиме е добро, тоа што сега го правиме немој да гледате што прави. Не Бехтелиенка, види. Заев додека беше во опозиција, ветуваше и нудеше да кој ќе дојде на власт, обвинителот, врвниот јавен обвинител биде предложен од опозицијата. Се разбира. Да, тоа беше нема. Од тоа се пропадна, како и овие се разбира. Сега овие се утепуваат да влезат во обвинителство, се имаат своји обвинители, своји суди, сето тоа. Да довршам само со вашето прашање, беше многу на место, значи нормално сега владата која треба да го разгледа тој извештај и нормално да си носи политички одлуки. Сепак ова мора да заврши во собрание. Тие се луѓе кои треба да гласаат. И не дојдовме до задната пета етапа која беше предвидена и одобрена од тогашната влада. Значи разговор со проекти кои треба представници на меѓународна заедница. Амо видете господине Борјан, значи 33 години сите политички партии, мислам дека секој декларативно се бори со корупција. И немаме никакви резултати. И па затоа сме по сите параметри сме на последно место. Со консензус и тоа да биде работа која ќе се тера. Не сум економист. Милиарда евра изгубени за една година. Поминаа 33 години. Со 1 милиарда, ја мислам, цело Скопје ќе се гасифицираш. Проблемот ќе го имавме сега? Не. Владо, види, има милиони, па кредити, па банките, па цела драма се случува. Амо еве, денеска ја слушам министерката за финансии, за ставките кога разговара во парламентот, значи очигледно е дека се нема финансиски средства. Очигледно е, за да биде задоволено се спроведе владина програма. А сите влади сака да ја спроведат своја програма за да добијат гласачи. Нормално е тоа. Меѓутоа,
Зошто? Еве ги, велам, милиарда нека остане Знаеш во ли што ќе државата. биде најефикасно? Па еве колегата што има 36.000, ќе има 72.000. Па неговите деца нема да бегаат во странство. Ја ќе ти кажам Значи што за ќе таа биде плата ќе најефикасно. остане тука. Ќе бидат задоволни, ќе работат честно. Тоа. Че да Абе, расчистиме, оставите колешката од тоа. Инфомакс еве тука беше направена на пресконференција за Косово, која го спомнавте, ова околу Интерпол, кога рече премиерот нешто со колешката од Инфомакс, кога рече секој е добродојден во Македонија, Интерпол, не Интерпол. Не, малку вака, Борјан, да ни да ви појасни објаснам. стручно, па добро, Значи, затоа. што значи што е Интерпол како Да. меѓународна организација, значи сите земји членки согласно своите законодавства и меѓународното законодавство, меѓународното јавно право, меѓународното приватно право мора да се почитуваат. Значи не може Македонија за некој државјанин од некоја земја членска кој не сторил кривично дело во нашата држава да ја биде добродојден. Ама тој сторил кривично дело, да кажеме, Франција, Германија или било која држава. И тие бараат преку Лион во централата. Меѓутоа таму не е ја барам и веднаш се ставаш на стоп листа и ќе бидеш испорачан. Значи таму има процедури. Значи има еден куп експерти од правото, од криминалистика за да се уверат дека тоа е исправно. Тогаш што би станало кога две држави, да кажеме, се завадени? И тогаш не ја шириме, бидејќи изјавата со право беше оценета како една од поглупавите изјави што еден премиер може да ги не би даде. употребил такви зборови. Јас ги употребувам, бидејќи стварно без веза изјава без да мисли. кажеме, јас економија не ми е позната, може ќе треснам глупост, меѓутоа најверојатно од други профили Ма како премиер треба да излегуваш се да каже за таква сериозна меѓународна Да, организација затоа дека треба- се тоа као не има еден куп импровизираш, советници, треба да се импровизираш. консултираат луѓе Луѓе до кога користам полициски човек. Сакам да завршам со една бидејќи веќе сме Да. на саат. Разговараме на денот кога Кина ги симна визите за македонските државјани за патување во Кина. Тоа е вест од Попладнево и така. Овдека луѓето не разбираат дека тоа што имаме визи за Америка, тоа што може да ни се вратат визите и уопште ова Шенген и не Шенген и за Европа, во суштина е ова што го разговараме. Дека таму за да ти симнат визи кинезите, тоа се разбира, не ги интересира далеко е Кина и не знам колку одат по Кина. Но за да напредуваш во сите овие работи, ти ги бараат ова цела вечер што го разговараме. Ти бара да бидеш дел од исти систем, со исти вредности, со да. Статистики, кривични дела, фатени. Ти не може ти дадат 100 камери, ти стистят 100 камери ги кршиш. Добро, за бугарите очигледно може. Ама од високи геополитики. Да, па тие се членка НЕУ веќе многу деценија и пол. Да. Кои се резултати? Кои имаат бенефити? Секојаш велам, немој да очекуваме Каква како ни е граѓани. границата со Бугарија? Ајде кога вика Како изгледа тоа, Бугарија, како се тоа особено- има разлика. Тоа што Нема. се во Европска унија Сите малку граници нешто- меѓусебно има Сега во тој Шенген дел ќе на влегуваат. корупција помеѓу, да кажеме, Најмалку со Грција договарање. предпоставам. Или Значи, да ви кажам, со Грција многу често преку нивниот офицер овдека испраќавме информации за наши превозници, по она што велите за проектот кој го воспоставиме со Макам Транс, значи наши превозници кога влегуваат во Грција, колку треба да стави во пасош, каде да даде, Си колку функционира дена и тоа, ќе- е? Апсолутно. Значи нема, еве, прашајте еден А добро, што камионџија имаат кој за- од Бугарија од 1 јануари во Шенген. И беше долго во таа процедура. Предпоставувам дека еден од клучните критериуми за да влезеш Точно, во беше Шенген е корупцијата. да ги развиеш сите алатки неопходни за борба против корупција, мислам шверци така натаму. Бевме во посета на добро, нивниот што се- координативен центар во што- Софија. Што се случи во Бугарија со тоа што еве ќе влезат во Шенген од 1 јануари? Значи, кога влегувате во Шенген, имате многу други поголеми повластици за вашите граѓани кои се носители на вашите Така патни е, исправни. така е. Тоа го Тоа знаеме, е да. главното нешто, меѓутоа во Шенген значи и многу поголеми обврски. Да докажем, само во таа Софија смисла е прашањето. 10 члена делегација од колегите кои се, значи секојаш во делегација велам првиот тој што стои позади камера, тој да појде у посета, не е битно дали ја ќе идам. Тоа е битно да види како функционира една европска координативен центар. Значи да ви кажам, бев воодушевен од она од колегата што го слушнав дека во прв момент 168 милиона добриле донација во техника, значи од дронови до се. Ние сме многу далеко. Прашавте зелена граница. Зелена граница, значи жал ми е кога ќе идам многу добра соработка имав со Косово, која ќе реферираат колегите од косовска страна. Значи на Танушевци минува низ полициска станица патот. И замислете, велат, тој ден толку фативме камиони, тој ден толку акцизна стока, не акцизна стока. Значи, кај мина? Мина пред, ова како се вика, пред камерата на полициска станица. Никој не реагира.
Боријан, како ги би гледам и тоа, коментарите, да. луѓето се навистина, ја ретко читам Има, да, коментари, има така, конструктивни меѓутоа навистина поздрав до се сите што многу гледаат, така, убаво е кога има вакви одлично, прашања, темата да. е баш погодена. Владимир Пивоваров, професоре, доктор Владимир Пивоваров, благодарам за гостување, не знам дали нешто ќе се мрдне. Сега да ви Многу е кажам, депресивно, дозволете ми да на се крај, кажат овие пошто работи. Да се зборува. веќе сум навреден кога некој ќе ме професор доктор, затоа што ја докторирав 2002 година во тој предмет, значи на трговија, сексуалниот криминалитет со осврт на трговија со бело робле. Член тогаш се воведе 418а. Case study, случајот од практика кој го елаборирав, беше голема публиката, преку 200-300 души. Значи, тој човек за кој зборувам тогаш, денеска е тајкун. Уценет, увиден граѓанин во нашата држава. Предмет на докторат. Предмет на докторат, да. И размислувам, дали има логика веќе мојот докторат е безвреден. А сум стекнал титула на тоа. Ова кажува све. Не, Ова се е јасно, ова е Затоа е тоа луѓето, дали е одговорот на тоа Не е еднаш апсен за трговија со бело робле. 12 пати апсен. Па тоа е скандал. 12 пати. Владо, дали е одговорот сврста рак? Затоа луѓето после викат не, Значи, исклучи почитување јавиците, на дај законот. брак и... Почитување на А законот. може ли оваа институции. демократија да произведе почитување на закон или луѓето што бараат сврста рака се Ова управа? како ние практицираме демократијата личи на анархија. И е во пракса анархија. Гледајте, основно од сообраќајот во градот, и кај мене у Куманово и кај вас. Значи не е од однесување на Не, пошто знаеме држави со црста рака. Корупција врие. Како да не? Корупцијата сегде има, така? Степенот е понизок каде што има сериозни Еве, институции. едно мое видување за крај и само тоа ќе се ви демократски кажам. држави. Значи 95-та година пред атентатот неколку дена не сменија цела плејада на началници по сите ресори во Македонија и во тој момент почувствував дека граѓаните во Куманово беа задоволни, вие што велите цврста рака. Не, го почитував законот, за сите беше еднаков, и за брат ми, и за сопругата, и за сите. И велеа дека сум малку откачен, разбирате, за таа работа. Додека го спроведував тоа, во Куманово на годишно ниво некаде околу 200 кила хероин се откриваш. Имавме само еден инспектор за недозволена трговија, замислете. Во тоа време во Куманово значи беше уапсен за мито, ќе ви кажам. Поднесени кривични пријави, градоначалник, директор на болница, судии, обвинители, значи за сите важеше законот. После тоа почувствував, после 2-3 години ми проаѓаат тие исти луѓе кои го критикува мојот начин на работа. Леле, што се случи, леле, дрога на секој чекор. И тоа е вистина. Си били во опасност некоја следи? Па да, Закани и меѓутоа така натаму. треба да знаете професијата која работите дека носи таква закана. Тоа е точно, меѓутоа треба да сме свесни на тоа. И како сакате колегата што пишува што е чесен, да остане чесен кога тие ќе го сомелат околу него. Како тој ќе напредува во кариерата, сите министри мерит систем. Каде е тој мерит систем? Да завршиме со твојот докторат. Мислам дека се кажува. Не, навистина верувам дека За жал, така е се. Владо, благодарам за ова видување. Се гледаме следниот пат кој ќе бидат усвоени законски полиграфите да бидат дел од проверката. Тоа значи може до Благодарам за поканата, меѓутоа ако го прочиташ задната реченица во тој извештај, велам дека кои се, нели, ние секогаш правиме анализа добри и лоши страни и велам дека корумпираните и контаминираните во корупцијата ќе бидат главната пречка за војдување на овој проект. И сега гледаме кои се тие. Навистина, ти благодарам. Прво, одамна не сум ни чул, ни гледал вака отворено со полициски бивши и сегачи како актуелен службеник и благодарам што Боријан се работи да си ја спасиме државата. Сериозно зборувам. Се обидуваме, еве. Се надеваме дека и некој од надлежните ова го гледаат. Продолжи корупцијата на ова ниво и се зголемува, а од година во година се поголема. Верувајте дека не плашам никого, не чека страшно сценарио. Дури и губење на државата. Не би се зачудил. Боријан, тоа е тоа за ова издание. За жал со ете ваква една порака која е точна игра, која нема што да се врати, да се заблагодариме на публиката која не следеше, на сите ваши коментари и да се
поздравиме и да си ветиме дека следниот петок повторно ќе се гледаме. Не само тоа, туку следниот петок имаме исто така многу занимлив гостин кој што е веќе закажан, ама ние обично не ги најавуваме пред време и Јас би така. го најавил. Не би го најавил, ајде, да не имаме лоша рака и така. Тој каде седне у студио да не го предвидлив, човекот е, да, али добро, Океј, така. се гледаме следниот петок, благодарам и јас за вашето внимание.